Не треба некој да ни кажува дали надвор е загадено или каков воздух дишеме. Тоа го чувствуваме. Ова се најчестите реакции на граѓаните кога станува збор аерозагадувањето во земјава. Па како не чувствуваме? Дома седеме и не знаеме од што сме неарни. Што се вика, може од воздухот да е. На кого да се жалиш, ај? В Скопје гледаш главен град, ѓубре купиште како оваа зградата, тоа срамота е тоа. Па загадено е. Такво е времето сега. Секако се чувствува. Тоа е една од причините што не може да се дише. Потешко се дише, затоа си остануваат дома. Кои се најголемите причинители кои што допринесуваат? Сите знаеме, возилата, индустријата и дрвата. Иако деновиве воздухот е релативно почист благодарение на ветерот, сепак повеќе од потребни се системски промени и побезбедни начини на грејење, констатира ректорот на УГД Дејан Мираковски. Ние изворите ги имаме детектирано и на годишно ниво и какво влијание имаат тие извори врз вкупната маса на загадувачи, почнувајќи од согорување на биомаса, пожарите на отворено, пожарите на депони и така натаму се обраќа од индустријата. Сите тие извори имаат некакво влијание врз квалитетот на воздухот. Дефинитивно треба да направиме системски промени кои ќе им овозможат на граѓаните да користат побезбедни начини на грејење, побезбедни и за животната средина и за нив самите, бидејќи емисиите внатре во затворениот простор се уште поопасни. Во пресрет на празниците воздухот лесно може да стане позагаден, алармираат надлежните, со оглед на тоа дека поголемиот дел од граѓаните празниците ќе ги поминат во домашна атмосфера, што значи поголема маса на дрва за затоплување. Од Штипската противпожарна единица апелираат граѓаните да бидат предпазливи и да внимаваат со палењето оган на отворено. Еден апел до сите граѓани, со самото стартување на грејната сезона, да ги исчистат своите оджаци, и оние кои нема да бидат во своите куќи за новогодишните празници, да не ги укучуваат вклучени електричните уреди и новогодишните сијалици. Исто еден апел, до граѓаните, претежно на почнувањето на сезоната, на чистењето на нивите, да не стварат оган на отворено, да не палат огнови. Од противпожарната единица посочуваат дека во овој период од годината имаат намален број на интервенции на објекти како и на отворен простор и се надеваат дека и за предстојните празници ќе остане истото темпо на работа.